Нестабилен Западен Балкан им одговора на официјален Кремљ и Пекинг. Надворешни актери ги искористуваат слабостите во државите од југоисточна Европа, користејќи широк опсег налатки за хибридни закани. Земјите трпат цајбер напади, кампањи со дезинформации, гранични спорови, велат познавачите на приликите. Русија и Кина се голем предизвик за евроатлантската заедница. Тие сакаат да ги искористат постоечките слабости кои се појавуваат во регионот. Тоа се по линијата на кој сакаме да работиме, за да ги намалиме влијанијата и да ја зголемиме отпорноста на земјите, за да не се ранливи и да може да се спротивставуваат на нивните влијанија. А Кина и Русија се обидуваат на различни начини да го зголемат своето присуство на овие простори, вели професорот по регионална безбедност од Подгорица Мехмедин Тахировиќ. И Русија и Кина. И Кина и Русија. Кина пред се во економскиот дел ја користи оваа позиција со цел да се позиционира како нов светски играч на светската сцена, а Русија отворено отвара процес за панславизам на овие простори и со многу интензивни дезинформации ја подрева интеграцијата на земјите од Западен Балкан во ЕУ. Тој додава дека Москва не бира средства за да го прави тоа. Преко нje и преко Српске православне. Преку Србија и Српската православна црква се одвиваат многу активности и тоа е нешто што представува директен упад на Русија преку дезинформации, преку религиско делување во промените на Западен Балкан и ставање на Западен Балкан во фокус ориентација кон истока, не кон запад. Ниту Молдавија не е имуна на руските влијанија. Влијанието на Руската Федерација врз популацијата на Молдавија е многу лошо и ова е така наречено малигно влијание. Иако Русија не може директно да влијае врз Молдавија, бидејќи сме заштитени од Украина, сепак води хибридна војна преку лажни вести, дезинформации, сајбер напад. Генерално тоа што го слушаме овде е дека и балканските земји се соочуваат со тоа. Сите се соочуваме со истите закани и добро е да ги издружиме силите против нив. Според Бурдија, пред Молдавија е важен тест годинава кој треба да го положи. Тоа се парламентарните и председателските избори, како и одржувањето на национален референдум со кој мора да покаже дека е за влез во Европската унија. Русија сака да го намали фокусот на Западот кон војната во Украина и сите извори на слабост што ќе ги идентификува во нашите земји, да ги експлоатира и да има бенефит. Русија е заинтересирана за дестабилизација на регионот и затоа мора да се консолидираме, да ја зголемиме отпорноста и да се справиме со овие предизвици. Овие ставови беа изнесени на Охридскиот регионален безбедносен форум во организација на Европскиот центар за безбедносни студии Џорџ Маршал, алумни асоциацијата на Центарот Џорџ Маршал од Северна Македонија и оделот за јавна дипломатија на НАТО. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.